Ние сме професионалци, сигурно не смееме да дозволиме никакво рушење на атмосферата. Ова е големо надпреварување, прв пат се соочуваме со вакво големо надпреварување и немаш време да тагуваш ни да се радуваш. Едноставно професионализмот е тоа, пред нас се наоѓаат уште два надпревари. На првиот надпревар изгубивме, идеме дале, не чека изузетно цврст надпревар, од кој сигурно треба да ги извлечеме добрите ствари од првиот надпревар, така да клучна ствар, не можам да извојам ништо клучна ствар. На ова надпреварување се сите најдобри селекции, сите сакаат кроз тие 90 минути да играат фудбал и да победат, така и ние. Ние не сме една селекција која дојде тука како туристи да ги одрадиме, него Македонија има огромен квалитет и мислам дека тоа го покажавме на првиот надпревар, така мислам дека ќе го покажеме со утрешниот со добри два блока и со одлични контри можеме да дојдеме до трите бода. Па тоа ќе го може да го кажам после утакмицата со Украина. Со Австрија можам со Австрија имавме доста анализи и на крај искочија со петорица одбранбени играчи од кои Алаба беше у таа линија, стварно бевме изненадени, така да мораш да си спремен на све во денешниот фудбал. Ние се спремаме за тие две формации нивни кои ги практикуваат, така да Австрија како Австрија има одлични индивидуални играчи кои играат фудбалот од самиот почеток на голман, така да и украинската репрезентација го поседува тој посет на топка и како што напоменав, треба да бидеме опрезни, да застанеме одлични два блока и да ги искажеме нашиот квалитет што го поседуваме. Па видете, кога се работи за националниот дрес, стварно не гледам на тој начин на која позиција играм. Буквално сум професионалец и сконцентриран на било која позиција која селекторот мисли дека треба да играм. Така да ја мислам дека се потрудив да дадам максимум на таа позиција и нема никаков проблем. Битно да екипата функционира како што треба да функционира, тоа е пред се предност.